Добро вечер, почитувани гледачи. 2 дена пред најавениот застој на работата на општините поради истекот на мандатот на градоначалниците и на советите, гости во студиото на ТВ Нова се скопскиот градоначалник и прв човек на ЗЕЛС, Гоце Трајановски. Го очекуваме градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски, со нас е и градоначалникот на општина Брвеница, господинот Енвер Пајазити. Господа, добре дојдовте во студиото на ТВ Нова. Добро ве најдов. Добро најдов. Како ќе функционирате од понеделник? Ќе одите ли воопшто на работа? Може ќе си земете слободен ден да одморите? Да, има некои градоначалници земале годишен одмор. Да. Си заминале на одмор? Имаше таков случај. Меѓутоа шега на страна. Значи, во понеделник практично ни завршува мандатот на градоначалниците според едно од толкувањата, тоа е според толкувањето на Министерството за локална самоуправа и Министерството за правда, тоест владата на Република Македонија, дека мандатот на советите и на градоначалниците трае до првата половина на месец мај. Иако тука имаше дилеми од различни стручни луѓе и слично, кои што едни ја поддржува, едни не ја поддржува, меѓутоа кај за нас тоа беше официјално. Добро, да бидеме најпрецизни, според ова толкување во понеделник се смета денот или не? Подписите ваши се валидни? Во понеделник се смета денот, бидејќи е прва половина на месец мај. Мај има 31 ден, значи 15 е, да речем, малку помалку од половина. Значи, не е ни половина, точно би рекле половина. Така да 15 мај се смета. Значи проблемот настанува од вторник, ако до тогаш нема... Да. И затоа би требало некаде во понеделник да се состане парламентот и да го продолжим да продолжи мандатите на советите и на градоначалниците. Пред да му дадеме збори на господинот Пајазити од општина Брвеница, уште едно прашање за вас. Денеска имаше некаков вид на координација или состанок, работна средба на представници на политичките партии со собранискиот спикер Талат Џафери. На негова покана договорено е да се продолжи со договарање в понеделник. Нема ништо конкретно или барем нема ништо конкретно каква информација? Видите, ние како ЗИЛС, значи, вчера го државме втората седница, уште на првата седница кога го државме, јасно кажавме дека ако до понеделник не се реши проблемот, во тој случај во општините ќе има голем проблем. Значи, граѓаните ќе имаат проблеми за добивањето на своите услуги во општините. Вчера тоа го повториме уште еднаш и практично и до парламентот испративме барање за да го реши тоа прашање. Го поздравуваме како ЗЕЛС и јас лично како градоначалник на Скопје што денеска се состанаа представниците на политичките партии и што начелно по мој сознание ги договориле условите под кои што практично тука е рокот кој што треба да биде да се одржат изборите. Меѓутоа имам сознание дека има и некои други условувања кои што сметам дека не треба да се условуваат со локалните избори. Може подетално да кажете зашто се подоцна во емисијата ќе зборуваме. Да. Господине Пајазити, Брвеница е една од помалите општини во Република Македонија, една од оние 80 помали по територија и не толку по жители, со околу 16.000 жители. Што значи за вас овој очекуван застој поради истекот на вашиот мандат и мандатот на советниците? Најпре ја би сакал да ги поздравам гледателите на ТВ Нова. Вака, со понеделник, ја мислим дека понеделник е денот кога веќе господин Коце рече дека завршува мандатот на градоначалниците, меѓутоа не значи дека градоначалниците тој ден не треба да ги извршуваат своите обврски што ги имат кон граѓаните. Не зборувам во тој дел кај што се прекршува законот, меѓутоа градоначалниците се директно изабрани од граѓаните да ги штитат нивните интереси на граѓаните и спрема тоа и јас сметам дека градоначалниците во овој случај треба и по нијанса на своја одговорност малку да бидат по-упорни за да не дозволуваат општините да уште првиот ден да се соочуваат со непредвидени, да кажувам така, непријатности. Бидејќи сите сме сведоци дека локалната власт е многу битна кога е во прашање сите функции на граѓаните се врзува со локалната власт. Со самото нефункционирање на локалната власт доаѓа до тотална, да кажеме, блокада на државата, бидејќи директно
се првите на удар од локалната администрација до образование и до другите институции кои ги основуваат локалната власт со тоа што градоначалникот е тој што подпишува заплати и така натаму. Со тоа што ја мислам дека кога се работи за овој малку посложен проблем, сметам дека ќе се изнајде, мислам дека политичките партии ќе изнајдат решение и дека ќе ги спуштат своите, да кажеме, политички тие што имат превирања, само за да се изнајде едно решение, бидејќи ова е многу сериозен проблем. Така, би сакал да додам, ако може. Значи, да, повелете. Значи, ние сме запишени во Централниот регистр како градоначалници. Ние зборувавме со директорот на Централниот регистр. Не можеме по наше барање да бидеме избришани од Централниот регистр, па ниту по силата по престанокот на овој мандат согласно на законот за избори во кој што се кажува дека мандатот трае до првата половина на месец мај. Значи, ние можеме само откако новиот градоначалник ќе го достави уверението дека е избран. Во тој случај престанува мандатот на претходниот градоначалник. Значи, практично ние, бирото за вработување, значи, може да не отпише од како ние сме вработени во општините, по автоматизам, бејќи се оди тоа компјутерски, откако ќе бидеме избришени од Централниот регистр. Значи, совршено создаден и скомпликуван вакуум, така, што тотално оневозможува било каков... Значи, вработен си во општината, а немаш никакви ингеренции. Значи, доаѓаш на работа, веќе си вработен, можеш да доаѓаш, а немаш ингеренции, тоест не може ништо да подпишуваме. Господинот Енвер Пајазити убаво кажа, значи ќе настане тотална блокада на државата, зашто сега практично во овој момент ќе се види што значи локална самоуправа во една држава. До сега локалната самоуправа и според нас, според ЗЕЛС, значи ние стално сме апелирали дека локалната самоуправа треба да добие поголем значај. Многу, значи во најголем број на случаи локалната самоуправа беше кој занемаруване. Па добро, тоа е некоја функција која што по некој се извршува вака по некоја аналогија таму се изврши. Сега на овој начин ќе дојде до значајот што е се ингеренција на локална самоуправа и кои се последиците од нејзиното нефункционирање. И затоа е многу значено да во понеделник се најде тоа решение, да се изменат овие закони. Политичките партии треба да ги симнат своите копија, а особено парламентарното мнозинство, бидејќи тоа е поодговорност оглед на тоа што го има мнозинството во парламентот и да се откочи овој процес. Така, како што најавивме на почетокот, во студиото со нас е првиот човек на ЗЕЛС и скопски градоначалник Гоце Трајановски, господинот Енвер Пајазити, првиот човек на општина Бровеница. Го очекуваме во секој момент и градоначалникот на скопската општина Карпа Штефчо Јакимовски. Во емисијата поканивме и представник, односно градоначалник од СДСМ. Градоначалникот Дамјановски беше расположен, но рече дека има неодложни обврски вечерва и поради тоа не е вечерва со нас. Поканивме и други представници на ДУИ, но за жал ќе дебатираме само во овој состав. Одиме со реклами па продолжуваме со емисијата. За любов. Одржуваме 991 км канализацијска мрежа, 1117 км водоводна мрежа, 25 пумпни станици за питка вода, 37 резервоари, квалитетна вода за пиење за 190.000 семејства, годишно производство од 102 милиона метри кубни вода и, конечно, сопствен дом. 110 години, секогаш најдоброто за Скопје. Водовод и канализација Скопје.
БОМИ 10 логистик, транспорт, шпедиција, царинско складирање, локална царина, царински магазини во Скопје и Куманово. Ефикасно, сигурно и навремено. БОМИ 10 логистик. Ве мачи вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Во животот постојат сладки моменти на кои целосно им се препуштаме. Моменти на кои се присетуваме и со задоволство ги повторуваме и уживаме во нив. Прашање на добар вкус. Леона. Продолжуваме со разговорот со вечерашните гости, градоначалниците на Карпош Јакимовски, градоначалникот на Скопје Коце Трајановски, градоначалникот на Брвеница Енвер Пајазити. Јакимовски, добре дојавте и вие, ни се придружите во меѓувреме. Благодарам на поканата. Почнавме со разговорот. Господин Трајановски најави дека некои градоначалници си земале одмор бидејќи од 15 им завршува мандатот, а практично немаат право на подпис се додека се најде решение на овој вакуум. Прашање за вас на ваша територија, 4 државни градинки со неколку клонови, 10 основни училишта? 9 објекти се. 10 Како ќе функционира тие од вторник? Сакам да ви кажам вака, без разлика дали ние имаме право на подпис или не, ние мора да бидеме во општините, затоа што граѓаните доаѓаат и за други потреби, доаѓаат за совети, доаѓаат за работи кои што не се од наша надлежност, да ги опатиме и така натаму. Ние мора да функционира, не може да затвориме вратите и да си одиме. Мислам, тоа е крајно неодговорно. А инаку училиштата и градинките ние добиваме блок средства преку блок трансакции и тие веднаш ги трансферираме до училиштата и градинките. Тоа значи ќе немаат пари за плата, ќе немаат пари за тековно инвестиционо одржување, електрична енергија, вода, ѓубретарина, ПТТ врски и така натаму. Значи тој дел се блокира. Господин Трајановски, ќе се обраќаат автобусите на ЈСП од вторник наутро или и тие се во проблем? Добро, прашање би го на дополнил господин Јакимовски, мојот колега. Значи, со престанок на можност или важноста на градоначалникот на неговиот подпис, практично важноста, се што сме подпишале не важи. Во смисло на тоа, ние како град Скопје малку сме поголеми од останатите, значи имаме сектори кои што се практично мали општини, мали министерства, да речем, подрачни. Секој од тие раководители на сектори има добиено овластување од градоначалникот. Исто и во Карпош. Тие овластувања престануваат. Значи, ќе нема градежни дозволи. Ако сакам да градам куќа, зграда, не можам да градам, не можам да добијам градежна дозвола. Ако сакам да купам, продадам недвижен имот, значи земјиште, стан, куќа, зграда, нема да можам, заради тоа што треба да платам данок на промет во општината или во градот Скопје, треба да се процени тоа и ние да му дадеме решение колку да плати. И тука ќе запре и тој дел. Сите што сме ги почнале активности во градот Скопје имаше со огромни булевари чие што вредност е поголемо од пола милиарда и тие сигурно дека ќе рече чекај, сега не знаеме кога ќе биде, како ќе престанат со работа. Нови исто така веќе имаме, бидејќи сега месец мај ние сме имале многу тендери кои што биле објавени и сега ќе треба да потпишеме договори. Сакав да ја прашам ја. Скопје е целото раскопано. Одговорите ми прво за автобусите. Се обраќаат ли тие? Ќе дојдам до тоа. Автобусите, значи практично јавното предпријатие, јавното сообраќајно предпријатие, значи повеќе од 50% од средствата финансиски ги добива од градот Скопје. И практично тоа не може да функционира. Значи, од вторник, практично, јавното сообраќајно предпријатие ќе не може да функционира. Значи, бидејќи субвенции добива не само нашето јавно сообраќајно, и другите сообраќајни предпријатии во Белград и во Софија и во останатите ги субвенционира градовите ги субвенционираат со оглед на тоа што картата е ниска, не е реална таа карта. Исто така, јавното предпријатие Паркови зеленило, кое што исто така добија субвенции од градот Скопје. И целокупната работа
практично нашето јавно предпријатие Паркови зелено целокупната работа што работи за градот Скопје. Не работи за други институции. Добре, господин за јавното предпријатие Паркови зелено, мислам дека директорот токму на ова јавно предпријатие со уште неколку излегува по вашите два драматични апели во име на ЗЕЛС дека ќе настане комплетен застој, рекоа дека тие како буџет имаат за 2017 испроектиран буџет, определен буџет и дека нема да имаат проблем во функционирањето. Вака, јас малку повеќе знам од директорот со оглед на тоа што јас му ги дам парите. Кога град Скопје зборам, не како градоначалник. Значи тој си донесува програма код нас, има ценовник и секое цвеќенце ние му го плаќаме. Секоја тревка, секое дрво ние му го плаќаме. Тој ако гради на приватни инвеститори, што има приватни инвеститори згради, блокови и слично, во тој случај да добие пари во ред, да им подига зелени површини, да им уредува нешто. Меѓутоа не уредува. Сите пари што ги добива од градот Скопје и од јавното предпријатие Водовод и канализација, одреден процент од водоводот. А исто така ќе сопри јавното предпријатие улици и патишта. Значи асфалтирање, крпење на дупки, сето останато, значи сето тоа го добива од градот Скопје. Тоа работи за град Скопје. И ако градот дојде тој ситуацијата, и ако дојде фактурата, ние не може да му ја платиме. Практично не може да ја подпише, не може да се верифицира. Така да тие три предпријатија се доведени во прашање. Водовод и канализација во градот Скопје не е толку доведено во прашање, меѓутоа има многу општини каде што тоа е доведено во прашање со оглед на тоа што се субвенционираат тие јавни предпријатија, дали имаат пречистителни станици или останато, па и нашето јавно предпријатие, ако треба одлука на Совет да се донесе, одредени одлуки од градоначалникот, така да дури и водоводниот систем доаѓа во прашање. Значи тоа ќе биде еден колапс на системот. Практично ќе го засегне секој граѓанин кој што е на Република Македонија. Ова исказ на скопскиот градоначалник звучи прилично драматично. Скопје е најголемата општина, град со над 500.000 жители според последниот. Се извинувам, јас само да дополнам. Значи покрај јавното сообраќајно предпријатие, ние оваа година ги интегриравме приватните превозници. Значи има околу 200 автобуси со приватни превозници во две здруженија. Значи Мак Експрес и Слобода превоз. Едни има околу 120, другите околу 80 автобуси. Ние ги плаќаме по поминат километар. И ние ги плаќаме на неделна основа. Не ги плаќаме на крајот од месецот. Со оглед на тоа што понапред секој ден ги зема парите од граѓаните, сега се интегрирани во единствениот систем и јавното сообраќајно предпријатие добија пари од градот Скопје и на нив секоја недела аконтативно им префрла пари. Значи тие нема да возат. Ако нема да им префрлиме пари. Имате точна бројка на закажани бракови за регистрација во јуни? Рековте дека нема да може да се склучуваат и бракови. Не, јас го кажав тоа законски, дека при склучувањето на бракови има советници делегирани од Советот на општините и на градот Скопје, кои што треба да бидат како сведоци, кои што присуствуваат. Затоа велам да си ги откажат навреме свадбите луѓето. Имате ли бројка колку? Немам таква бројка, со оглед на тоа наверојатно го има советниците кои што се делегирани. Јас се извинувам, не е за смеење, затоа што замислете, чекате на своето дете или вие 28-30 години за тој чин и сега затоа што некој си Никола, некој си Зоран, некој си Стевче, си ги мерат силите, вие да не можете тој најсвечен чин во животот да го обавите. Стварно е дегутантно. Значи, зборуваме за венчавки, ама тоа не е едноставна работа. Секако најубавиот чин во животот, заради политичка ситуација, вие треба да го одложите. Како да сме во војна. И навистина тоа е недозволиво. Во војна па се случуваат бракови. Не, воопшто не е за смење, но секако подраматично звучи ова функционирањето на јавното водоводно предпријатие, водовод и канализација, градскиот сообраќај. Тој што треба да се жени, да се мажи. Собирање на сметот. Едно актуелно прашање за кое и градоначалникот на Карпош ќе ни каже нешто подосна. Сакав да го прашам господинот Пајазити од Брвеница, како една релативно мала, не по територија и можеби поголема од Карпош, но по број на жители, од околу 15.000 жители, ќе се најде во проблем, во смисла на функционирање на сметот, депонирање на сметот, осветлување на улиците во населените места. Имате 10 населени места, ако не се лажам. Така. Па видите, сега така, општините се делат на урбани и рурални и на помали и поголеми. Меѓутоа,
сите функции што ги обавува една мала и голема скоро са слични. Сега не е во обемот, например, во град Скопје или во Карпош со број на школи, со и други ред институции. Меѓутоа, еднакво тежината на градоначалникот и за мала и за голема општина е иста е тежината. Значи граѓаните не се делат на тие што живеат во помалите рурални општини и тие што живеат во поголемите. Сметот е смет и тука и да, животот тече исто. Меѓутоа, навистина хаосот би бил поголем во поголемите градови, бидејќи ако земаме само општинска администрација во поголемите градови е не знам колку пати поголема од помалите општини, да не зборувам за школите и за другите служби што са под надлежност на општините. Меѓутоа, сакам што друго да потенцирам, бидејќи деновиве сме сведоци на многу дебати, на многу аналисти, на многу универзитетски професори. Некако непријатно пред некоја вечер слушнав дека они дават една друга конотација како градоначалниците се загрижани за себе, не вистина. Не се работи овде за градоначалниците. Градоначалниците са 83. Лесно е со 83 луѓе да седнеш, да се договориш. Тие крај крајева некој доаѓа од приватна фела, ќе се врати во приватниот бизнис, некој доаѓа од претходна кај што бил вработен, не е тоа проблем. Проблемот е со граѓаните, ние маката ја мачиме што со граѓаните кои не изабрале на легални избори. И они чекат од нас. Ние сме одговорни, мислим, мора да се однесуваме одговорно кон нивните барања. Не можеме ние сега, најлесно е, законот престанува мандатот и ми хајде секој на своја страна. Не. Ние сме одлучни, мислам дека се согласуваат и со говорниците, и ми и со другите градоначалници со кои сме разговарале. Ние сме на став да ние ќе продолжиме, што рече господин Стевче. Значи дека ние понеделник тоа немаме права на подписи, сега што значи ај ние ќе идеме по на шетање вамо тамо. Ја лично сум решен, ќе одам во општина до денот додека не се изабере друг начин. Како јас можем после 8 години ноншалантно да напуштим општина самоволно да функционира, затоа што во централен регистар се запишани. Јас ќе одам од општина дента кога ќе дојде новиот градоначалник. Многу убаво членот 52 од законот за локална самоуправа го вика градоначалникот, новиот градоначалник, стариот градоначалник во рокот од 7 дена по изборот на новиот му го предада мандатот. И крај, нема тука. Пред да дојдете го прашав господинот Трајановски дали има информација во врска со денешната средба на представници на политичките партии со Талат Џафери, на повик на Џафери во парламентот. Вие како лидер на ГРОМ можеби имате повеќе информации. Трајановски не ни откри повеќе детали, рече дека нешто е договорено, односно најавено нова средба за понеделник. Да, најавена е нова средба. Има желба кај сите лидери, односно кај сите партии да седнат ова прашање да го разрешат. Јас само сакам да апелирам дека 2013 имаше обид да парламентарни проблеми се разрешуваат на грбот на локалната самоуправа. Сеќавате бойкот се заговараше на локалните избори. Сега повторно доаѓаме во иста ситуација и сите оние што викаат дека мора прво влада да се формира па да се продолжи мандатот на градоначалниците и советите, апсолутно не е точно. Собранието е тоа кое што треба да измени член од законот, значи собранието функционира и затоа и Уставниот суд не се произнесе. Доколку не функционираше собранието, веројатно ќе беше друга ситуација. И јас само сакам да кажам за тие што се прават големи експерти во оваа држава, еве какви закони носат во кои што практично доаѓаме во ќорсокак. Значи, замислете ние да имавме редовни парламентарни избори и сега немаме избор на влада, значи тоа дека владата требаше да ќе престане да функционира, односно цела држава ќе се блокира. Локалната самоуправа функционира по аналогија на централната власт, односно на владата. Власта се дели на законодавна, извршна, судска и локална. Локалната самоуправа е потполно рамноправна со останатите власти и вакво промашување во носењето на законите апсолутно е недозволиво. И затоа мислам дека доколку не се издигнеме над проблемите, покажуваме дека сме крајно неодговорни политички елити и не заслужуваме навистина никаква почит од граѓаните. Затоа што локалната самоуправа решава најосновните проблеми на граѓаните. Како што каже градоначалникот на Скопје, знаете, од понеделник, значи едно возило не може да излезе од општината. Па те налог не можеш да напишеш.
нити инспекции ќе функционираат, ништо. Добро, ај уште малку околу проблемите можни кои би настанале од вторник, а потоа и можните решенија, доколку има политичка волја и со политички договор се дојде до нов термин прво за избори, како во тој меѓупериод до одржувањето ќе си продолжите нормално веројатно со вашите мандати? Јас само сакам да кажам, што мора повторно, ако немаат согласност околу датумот, што е проблем во законот да стават мандатот на градоначалникот и на советот трае до избор на нов совет и градоначалник? Па кога ќе се договора за избори тогаш? Или оние што викаат дека нас не било битно колку долго ќе седиме на столчињата, ајде да одиме на 2 јули на избори и завршуваме. Вие сте подготвени за сите варијанти. Па за сите варијанти. Ајде вака да ги детектирам, ги спомнам. Мораме во интерес на граѓаните да видиме. Само ако ме потенцирам, значи 2-3 пати ме препрашате. Значи имам некои сознанија дека почнува да се условуваат донесувањето нови закони со мандатот, дали се даде мандатот за влада. Мислам дека е тоа крајно погрешно и крајно лошо за граѓаните на Република Македонија. Локалните избори се тотално независни од парламентарните избори. Такво условување не е коректно. Значи, од страната на парламентарното мнозинство, доколку постои такво, значи јас имам некои вака наговестувања, тоа ми го кажа и од колеги мои значи наши колеги од другата политичка партија, вели можно е ќе бара да се даде прво мандат за избор на влада, па потоа. Тоа ќе биде страшно за функционирањето на локалната самоуправа. И мислам дека тој кој што така ќе направи ќе си ја понесе одговорноста за сите последици кои што може да настанат во локалната самоуправа од таквиот потек. Значи беше проблем датумот. Датумот го си го договориме. Сега да не измислуваме сега се што не е решено, сега да го решиме овде на грбот на локалната самоуправа. Подсети Јакимовски 2013 политичкиот спор се решаваше на грбот на локалните избори. Владата не е битна за продолжување на мандатот на советите на собранието, а собранието функционира. Добро, ајде уште еднаш спомнавме градежни дозволи, запира сообраќајот, запира склучување на браковите. Запират пожарните. Пожарникарските служби. Што друго е? Бензин не може да троши. Пожарникарите, верувате дека пожарникарите практично идат преку блок дотации кои што се подпишуваат, доаѓаат до градот Скопје, во град Скопје за останатите општини или соодветната општина. Во тој случај, ако тие немаат плата, можеби ќе излезат луѓето, нели? Сепак пожар се професионалци се, меѓутоа ќе немаат пари за гориво, ќе немаат пари за резервни делови, ќе немаат пари за ова. Така да ќе бидат револтирани од тоа што со нив се поигрува луѓето, ги ризикуваат животите да спасат. Значи сметат дека една зграда во Скопје се запали и пожарникарите нема кој да им даде налог да одат. Значи овластен е командантот на противпожарната единица од градоначалникот за да тоа го прави. Сега вика извини, кој да ми каже на мене? Кој граѓани не можам да идам дали тоа што има последици од тоа. Адвокатските овластувања престануваат. Овластувањето на адвокат кој не застапува на суд, секоја општина има свој адвокат, така ли? Имаме судски спорови. Значи овластувањата престануваат. Хаос може да настане, да бидат финансиски долгови, побарувања, згора на тоа, тука сакав да се надврзувам, бидејќи сега има општини, добар дел од општините во државава са и блокирани жиросметки. Верувајте дека тие мачат мака со некој лимит, судски лимит, да ги основните потреби да ги измируваат, значи да плаќат струја, да плаќат некој, ево, за школите. Пример, ево, ја ќе земам, не мора другите општини, општината наша, кај што школите 3-та година са блокирани, не им стигат парите за блок дотациите, не стигат. Од општина ми дотираме, значи, од буџетот на општината, минимум по 100.000 евра годишно за школите да можат да функционират. И што ќе се случи, например, првиот месец од после, да кажемо сега мај, ќе дојде до тоа, до исклучување на струјата во школите, во општинската зграда, во јавното осветлување. Тоа е тотален хаос, значи тука нема играње со ова. Ова е многу сериозно прашање. Ако сакаме да не бистриме политика, има број на пратеници кои се подготвени да изгласаат членот закон. Да не се правиме будали. Рековте дека има вашите сознанија велат дека има политичка волја. Да, има политичка волја, но има број на пратеници. Значи, еве, коалицијата за подобра Македонија 51 пратеник, дуи ако сака 10 се 60, која сака друга бојрум, се завршува работа. Значи, ако сакаме да завршиме, ќе завршиме. Ако сакаме да си го мачиме народот, тогаш треба и народот да не праша зашто ние практично не бираат нас, за да му правиме зло или да му правиме добро. Само изборниот законник со двотретинското се менува.
тука е проблемот. Ај вака, да. По вашите неколку драматични апели, два на ЗЕЛФ, следеше и писмо на Министерството за локална самоуправа до Талат Џафери, во кое накратко ќе го прочитам, имајќи предвид дека датумот за одржување на локалните избори, како и начинот, условите и постапката за избор на членовите на советите и на градоначалниците се уредени во изборниот законник, а согласно членот 12 став 1 од изборниот законник, актот за распишување на изборите го донесува председателот на собранието и со него се определува денот кога почнуваат да течат вршување на изборните действија и денот на одржувањето на изборите. Министерството за локална самоуправа бара собранието на Република Македонија во најгус можен рок со измени на изборниот законник да обезбеди законски услови за решавање на настанатиот проблем и законско функционирање на органите и единиците на локалната самоуправа. Ова писмо и вашите драматични апели уследија по седницата на Уставниот суд во средата, на која беше решено да не се отвара прашањето, односно да не се зема предвид на разгледување. Ова што Стевче го кажа, градоначалникот на Карпаш. Уставниот суд вели, доколку не беше избран председател на парламентот, во тој случај ние можеме да решаваме зашто нема кој да ги распише. Откако се распиша, значи откако веќе се избра, значи тоест во службен месник објавено е дека има председател на собрание, во тој случај вика нашата надлежност престанува. Во тој случај политичките партии ја би апелират до мнозинството на политички партии, особено до господинот Заев кој што е наш колега, кој што беше наш колега, кој што знае со какви се ингеренции има локалната самоуправа, со што се соочува локалната самоуправа, нека не го условуваат мандатот со мандат за влада. Значи веќе беше проблемот беше датумот. Датумот се усогласи. Има градоначалници кои што сака да го надат и ние сме подготвени и утре нека ги распишат колку е тоа, нека се одржат во јуни. Затоа го прочитав и писмото на Министерството за локална самоуправа. Треба да се смени само изборниот законник, за кој е потребно просто мнозинство, колку што знам, 61 пратеник. И тука господинот Јакимовски има право кога вели ВМРО ДПМН има 51 пратеник и ДУИ има 10, тоа се 61. Да. Само ако се има волја. Зошто тогаш апел до Зоран Заев? Не мора. Добро е да биде со консензус на сите. Тоа е најдобро. Да се извинам градоначалник. Значи што сега кажам? Ако не може да се договорат за датумот, може да стои мандатот на градоначалникот и на советот трае до избор на нов совет и нов градоначалник. И се тоа се завршува. Кога ќе се договорат за избори, тоа е друго прашање. Значи сега, ако не може да договорат за избори, има ли потреба од двотретински мнозинства за менување на некој закон? По моите сознанија, колку што вака разговарам со луѓето што се стручни луѓе, значи има два начина. Едниот начин е да се измени изборниот законник кој што е со просто мнозинство и кој што пишува прва половина на мај 2017 да пишува прва половина или некој фиксен датум во октомври како што се договориле начелно во 2017. Тоа е за градоначалниците, значи со тоа се одблокирува функционирањето на градоначалниците. Додека за советите, со оглед на тоа што во членот 35 од тоа е сега веќе закон за локална самоуправа. За локална самоуправа, кој што е системски закон и кој што бара двотретинско мнозинство, вели дека членовите на советот се избират за време од 4 години. А за градоначалниците пишува дека во член 49 од истиот закон градоначалниците се избираат секоја четврта година. Значи ние можеме до крај декември. Да. Според тоа, за измена на тој закон треба двотретинско мнозинство. Меѓутоа, она што го кажа господин Стевче, а како би било тоа? Политички консензус да се направи заради тоа што граѓаните и се и од ВМРО и од СДСМ гласаат, некој за ДУИ гласа, некој за БЕС гласа, не гласале. Некој не гласаат, најголем дел се неодредени. Значи ние со ова ги доведуваме во прашањето нивните услуги, нивните потреби. Пазете, ова е уставна категорија. Во Уставот пишува меѓу другото дека граѓаните имаат право на локална самоуправа. Им се ускратува уставното право. Тоа член 8. Вели вака, темелна вредност на Уставот на Република Македонија се право на собственост, право на религија, право на поделба на власт, значи законодавна, извршна, судска, право на човекови права согласно меѓународни конвенции и покрај другото, право на локална самоуправа, значи ја издвојува од поделбата на власт. И посебна глава во Уставот има за локалната самоуправа. Тоа значи со ниеден акт, закон, подзакон или било што, вие не можете и не смеете да ускратите правото на локална самоуправа на граѓаните. Со тоа што парламентот нема да се задава во понеделник, значи ние правиме груб прекшок и на Уставот на Република Македонија. Јас мислам дека тоа што рече господин Стевче држи.
најпред, значи најбитно е они да донесат закон да се продолжува, значи на градоначалниците им се продолжува мандатот до наредните до распишување на наредни избори, до локални избори. И нема тука е проблемот со тоа се решава. А вака со датуми може пак ќе настане некоја јудурма меѓу политичките партии, пак ќе имаме, ќе дојдеме на истата. Тоа ќе биде пак по законот за избори. Сакам да кажам, втората варијанта е закон лекс специјалис. Лекс специјалис по кој ќе каже дека мандатот на советниците и на градоначалниците зависи до избор на нови совети и на нови градоначалници. Значи, и тоа е втората варијанта, која што ретко можно е според правниците кои сум ги консултирал, меѓутоа не се заговара, зашто се смета дека е ова веќе усталена пракса на овој начин да се оди на локалните избори. Иако ние веднаш после ова, ние мора да бараме како локална самоуправа и како ЗЕЛС да биде се до избор на нови градоначалници, на нови совети, да трае мандатот. Па кога сакаат парламентот да ги распише, бидејќи од нив зависи. Тоа за евентуално нов проблем во сличен тип војни. Сега гледате, значи, ние практично од октомври минатата година ние работиме под посебни услови. Значи од октомври се распиша или таа октомври се распиша парламентарните кои се распиша, ние под посебни услови работиме. Не смешува. Значи од нашите ингеренции 50% ние не смеевме да ги извршуваме. Тоа значи не можевме да правиме развој на општините. А да не речеме дека на за 2-3 години нон-стоп ќе бидат во април, па ќе бидат во јуни, па ќе бидат во октомври, па ќе бидат во декември, па вонредни. И сето тоа се одразува страшно, не смееме јавни набавки да правиме, не смееме да подпишуваме. Измени на програми, ребаланс на буџет. Ребаланси да правиме. Во пракса, како по правило некое, пред секои локални избори, локалните власти се повеќе се сконцентрираат да ги завршат работите кои ги почнале и проектите, особено градежните, па сега Скопје е раскопано. Не се сложувам со вас, извинете, вака што морам да ви упадам од зборот. Како големо градилиште. Заради тоа што ние програми имаме по кои што работиме. Програмата донесува Советот на градот Скопје или Советот на општина Карпош или Советот на општина Брвеница или Желино. Значи ние си имаме програма по која што работиме, значи буџет, програма имаме програма за јавни набавки. Се знае која ставка, која улица, кога треба да објавиме тендерот. Така да не е како што беше пред 15-20 години, па градоначалникот пред избори ќе приработи нешто или 2-3 дена. Сега добре, значи ако не работиш ти 4 години, четвртата година, поготово последните месеци, ични не можеш да работиш. Веќе луѓето го формирале мислењето за тебе што човек си како градоначалник. Ајде, куса пауза за реклами повторно, па продолжуваме со разговорот со студиото. Апсолутно најголем музички настан нова лето во Скопје. Мартин Гарикс на Скопје Коли. Господо и господе. Во домот на Арева на 29 мај доаѓа украдената личност, капетанот на белата лагја Среќко Шојич, урнебесна комедија со легендата Милан Лане Гутовиќ. Могу да верувам со ове моје уши. Влезниците по цена од 600 денари до 20 мај и 700 денари до 29 мај можете да ги набавите по продажната мрежа на Купи карти за се. Плови ладјо, плови бела ладјо. Украдена личност со Среќко Шојич на 29 мај, дом на Арама, 20 часот. Браќо новинари и сестре новинарке, ово што ќе сада реći, можда е последње што ќе реći. Елит Стейкхаус, омилено место за љубителите на гастрономските задоволства, каде секој оброк испреплетува живописна низа од чувства. Менито нуди избор за сечи вкус, а врвот на задоволствата се вистинските американски бургери, стекови, ребра, пилешки крилца, ракчиња, во кои крцкавото се меша со сочното, миризливото со вкусното, послужени по теркот на најлуксузните ресторани во светот. Првиот стейкхаус во Македонија
во склоп на хотелот Елит Плаза до универзална сала во Скопје. Елит Стейкхаус. Ве очекуваме. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Можен комплетен застој во функционирањето на сите општини и единиците на локална самоуправа во Македонија во смисла на невозење на градскиот превоз, проблем со собирањето на смедот и отпадоците, проблем со функционирањето на градинките и училиштата, бидејќи вработените не можат да земат плата, дури се проблематизира и работењето на пожарникарските служби. Тоа е темата на вечерашната дебата во која учествуваат градоначалниците на општина Карпош Стефче Јакимовски, градоначалникот на Скопје Коце Трајновски и градоначалникот на Брвеница Енвер Пајазити. Господа, ќе се вратиме на темата, но да не им останеме должни на гледачите да го дообјасниме ова. Господин Трајановски реплицираше дека не се согласува со впечатокот. Не се доразбравме, сакав да кажам дека имам впечаток и проверив дека некои проекти се доцнат. Реков дека пред избори се брза да се завршат проектите кои биле почнати, мислев конкретно на 3-та македонска бригада и на онаа подземница под плоштадот Скендербек во центарот на градот, пред Битпазар. Тука се создава еден застој во сообраќајот, нешто што ги иритира возачите, особено во оној шпиц утрински и попладневен. На тоа мислев кога реков Скопје е претворено во едно градилиште, се копа, се работи на секаде. Да. Значи, видите, не интензивираме во моментите кога има може да се заградба поголема во зимно време, не може да толку да интензивира според временските услови. А особено големите проекти, како што е Трета Македонска, како што е Борис Трајковски, како што е Буливар Србија, како што е Кристијан Тодорски Карпош, делот на Чаир, Кристијан Тодорски Карпош, делот на Бутел. Тоа се огромни проекти кои што градот Скопје ги финансира. При такви огромни проекти постои големи проблеми, има исто така големи проблеми при реализацијата на тие проекти со оглед на тоа што во проектите не може се десидно да дефинираат. На пример, имаме на Трета Македонска бригада, ние имаме една куќа тука. Не е куќа, практично е деловен простор, кој што е 5 на 6, 30 квадрати има горе и 30 полуподрумски простори. Во законот пишува дека имаше 5 управни спорови, сите на управен суд и на виш управен суд ги добивме. Сега вели за иселување ќе треба судот да. И сега ние бараме до судот и кој знае кога судот ќе пресуди. Не можете и во земјиштето да му влеземе за да го реализираме тоа. Потоа исто така има водоводна цевка од 1000 мм, скоро 1 метар и нешто профил, која што проектантите не предвиделе дека е во коловозот, туку е на тротоарот. Ако е на тротоарот не се заштитува, ако е на коловоз си има заштита од страните горе со поклопци сето тоа, кога се открива тоа, автоматски ја продолжува целиот тој процес. Второ, има тука многу објекти кои што се на Трета Македонска бригада и сите тие објекти барат директен излез на Трета Македонска бригада. Меѓутоа, таа е по рангот, по рангот таа треба да биде брза сообраќајница, а тие треба да бидат на некои споредни улици да излегуваат, од тие споредни улици на некоја раскрците да се вклучат на Трета Македонска бригада, а не секој од нив да оди на Трета Македонска бригада. А со оглед тоа што тие не се направени, тие локални има проблеми при нивната реализација, во тој случај луѓето си имаат компанија која што треба да функционира и ние треба да најдеме начин како тоа да го направиме за да може да ти излегува, да може да функционира, да изгледа директно на улицата. Така да проблематично е правењето на булеварите од многу аспекти и од аспектите на нелегални објекти. Па бркаме ние да го легализира, да го што побрзо, па да го запише во катастар, па да направиме проценка, па да разговараме. И кога ќе го легализира, во тој случај во преговорите века извини,
Условите Се менува мои. позицијата во Условите преговори. се мои. Разбирате? Значи, така да, огромни се проблемите кои што не се само кај нас, и во другите држави, и во развиените држави. Јасно е. Човек се кој има пролонгира работа со мајстори знае како... Најчесто подземните катастри не се точни. Да речеме, видале дека висината на кабел кој што иде под патот е, не знам, на 1,20 м, а тој е на 60 сантима. Или, не знам, дека нема никаква тука канализација, испаѓа дека има канализација, ме разбирате, или водоводна цевка. Значи, многу е лошо што немаме точен подземен катастар, а тоа е градено од 45-та година па наваму. Господин Трајановски, вашата партија се огласи во петокот со барање за итно одржување на локални избори со 3 термини, односно 4, 2 во септември, првиот најскоро на 2 јули и последниот во октомври. Кој е според вас најоптимален? Поред мене најдобро што побрзо да има избори. Ако може утре се распишат изборите и да бидат одржани. Добро, законски ако веќе во понеделник има некаков компромис и политички договор, најбрзиот рок е може би. Значи представниците на нашата партија сигурно во преговорите се договориле заедно со сите политички партии кога да биде терминот. И тука е недвосмислено. Мислам, тука нема проблем. Инаку, ние сме подготвени да има што побрзо избори. И сметаме дека најбрзиот термин би можел да биде некаде во месец јули. Доколку го прифатат сите политички партии, кој што рече господин Стефчев Кимовски, сепак треба да излеземе на избори со консензус, значи секој од политичките партии да се испаде со своји кандидати, со своји програми, на граѓаните да ги убедуваме дека ние сме подобри од другата политичка партија, нашиот кандидат е подобри или кандидатот е подобар од другиот. Да не испадне, ние бойкотираме, па наметнати термини и слично. За вас водуи, вашите водуи што велат, кој е најоптимален рок? Па ја не би сакал да коментирам ставови од партијата. Јас лично, мој став во оваа прилика би го изнел. Мислам дека секако треба да има избори. Сега не е многу битно тоа дали ќе бидат месец порано или покасно. Меѓутоа треба да се спрема да се створат услови, значи услови за локални избори, за да имаме фер и легитимни избори. Сега тоа најдобро ќе проценат политичките партии, бидејќи ние како локална власт не ги распишуваме, ги распишуваат, се знае кој ги распишува изборите и првин треба со консензус они да се договорат околу датумите. И јас се слагам со господин Коцев дека за нас градоначалниците во ваква состојба во која сме сега, за нас што побрзо подобро. Ако градоначалниците не направиле за 4 години, не ги завршувале своите ветувања, не ги исполниле своите обеќања пред своите граѓани, тогаш и месец, и 2, и 3 са малку за да ти добиеш некои политички поени или некој глас повише или помало. Побитно граѓаните да добиват една легитимна власт локална за да знаат на што са и тие и ми. Господин Јакимовски, гром и вие лично? Што јас мислам, значи ние може да одиме на брзи избори на 2 јули, но мислам дека е некоректно према граѓаните од муслиманската вероисповест, затоа што 27 започнуваат бајрамските пости и трајат до 27 јуни. Практично луѓето цел ден постат, навечер се прави ифтар, односно вечерата и како ќе одат на митинзи, во кампања и така натаму. Нереално е да се поклопи кампањата со кампањата, така да мислам дека тој датум е нереален. Иако е предложен, мора да се има во предвид дека луѓето имаат рамазански пости и тој дел термин треба да се помине. Мислам дека од септември натаму е се легитимно, но моето мислење е дека исто така треба малку да ги спуштиме страстите и на локалните избори да збориме за локални проблеми. Оти ние, ако држиме избори во услови кога секој вечер народ ни протестира пред собранието, кажете ми со локалните избори, значи таа крупната тема, големата ќе биде предмет на разговор на локалните избори, нема да разговараме за улиците, за тротоарите, за подобар сообраќај, за подобри училишта, за канализација и така натаму, па ќе се зборува само за високата политика и практично изборите кои што ги правиме за граѓаните воопшто нема да бидат тема на разговор, туку ќе биде сосема некоја друга тема по која што практично ќе добиеме нереална слика. Во една пригода лидерот на СДСМ Зона Заев рече дека локалните избори би се одржале на есен или најдоцна идната пролет во март. Спомна и март како термин. Па вака, значи Зоран Заев постојано он бегаше од избори од минатите и овие сегашниве. Сметам дека не треба повеќе се дозволува, како да кажам, со тие претерувања сакам сега, сакам не сакам на избори. Мислам дека е ред малку да се вразумиме. Во исто време упатувам апел
до така наречената меѓународна заедница, да ги прашам каде се сега, кога е во опасност блокада на над 30.000 вработени во Македонија, кога е во опасност една цела власт да се блокира, ние од меѓународната заедница не слушаме ништо. No. Тие секојдневно кажуваат нешто и така натаму, меѓутоа ако сакаат сега, исто како што знаат за други работи да притискаат, каде се сега да притиснат за ова работа или евентуално како да кажеме дека не се заинтересирани за функционирање на оваа држава. Очигледно дека ако не најдат политичките лидери решение, веднаш мислам дека треба да се интервенира за да може дојде до тој консенсус. Јас го прашувам еден амбасадор од овие денови, беше се сретнавме вака на еден настан. Амбасадор е многу бевте инволвирани во разрешување, да речем, на состојбите во Македонија. А што мислите сега, не ве гледам, ништо не предлагате, немате иницијатива за разрешување на проблемот за локалните избори. А вика, тоа треба самите да го решите. Добро, викам, благодарам. Значи, да бидам вака јасен и дециден. Политичките партии го имаат дефинирано рокот кога се одржуваат локалните избори. И апелирам, особено до парламентарното мнозинство, особено до СДСМ, да не побаруваат други услови, да туку да гледаат за локалните избори, она кој што, значи ако е дефиниран терминот, кој што практично сметам дека заеднички од сите политички партии, да на тој термин да се закажат изборите, а најкасно во понеделник да се состане парламентот, да се ги донесе измените на закони, едниот со просто мнозинство, другиот со двотрецинско мнозинство, и во тој случај да се продолжи да функционира локалната самоуправа во Република Македонија. Имате како прв човек на ЗЕЛС резервна варијанта, план Б, во случај да тоа не се случи во понеделник, продолжат некакви условувања или се бара политички договор? И тоа трае недела, две. Немаме, ние како ЗЕЛС имаме закажано седница во понеделник во 12 часот. Значи, на тој поново ќе дискутираме како управен одбор на ЗЕЛС, меѓутоа, ние немаме механизми на кои што можеме да откочиме оваа работа, освен да апелираме и да агитираме во нашите политички партии, бидејќи сепак, значи, претежно сме политички градоначалници со политичка провиненција, значи, во нашите политички партии да агитираме да се донесе што побрзо законот, по можност во понеделник. Веќе во вторник е доста донесувањето на тој закон. Се извинувам, нека не земат училиштата и градинките и средните училишта плата 2 месеца, како што викаме пожарна и така натаму. Нека не се собира сметот, нека не функционира градскиот превоз, планот Б ќе биде народот. Дали ме разбирате? Значи, нека така трае месец, два, ќе видите како ќе биде планот Б. Вчера бев ја во Шуторизари на средба со некои граѓани, ми приоѓа едно, две-три момчи и велат, градоначалник, ние во вторник не одиме во школа, така? Распустот почнува пред време. Викам, како не одите во школа? Па ја вика, на вас е мандатот до понеделник. Значи, јас се изненадив. Не верувате дека си го толкуваат граѓаните секој на свој начин. Значи, не може да ги обвинуваме за тоа. Затоа мора оние што се одговорни за тоа што побрзо да го решат проблемот. Ние сите знаеме во која сме вака, администрација во која е состојба. Скоро сите, значи ево велам во општината, од колку вработени 70% имат кредити. И прво што се прави, пред да се пуштат парите, платата, се пуштат кредитите, значи по основа на кредитите, па платите. Замислите вие да нема плата месец дена. Знаеш што ќе вриштат казните од извршители? Знаеш што ќе им направиме на граѓаните? Па ќе ги содерат. Нема тоа нелогички. Не може да се замисли живот без плати, пошто сите зависат, едва чекат. Нема водуќани кај што зема тамо на вересија, нема да им дават од понеделник кога ќе дознаат дека градоначалниците немаат право на подпис, нема да земат плати, они нема да им дават водуќани кај што се задолжуваат. Верувајте дека е состојбата, ние сите знаеме во каква економска состојба. Ми имаме 2 години скоро криза, што рече градоначалникот. Овој мандат сега четворогодишен ни пројде пола со вакви ујдурни. Значи, ние фактички 2 години имаме ефективна работа за тендери, за извршување на задачи и така натаму. И уште еднаш би сега го потенцирам, иако е повторување во господинот Темер, пазите што го кажа, ние ова не го правиме за нас, за градоначалниците.
Значи го правиме за граѓаните со оглед на тоа што ние и сме бирани од граѓаните, не сме бирани ни од парламентот или не сме бирани од некој друг, на непосредни избори сме бирани. Кога јас прв пат излегов како председател на ЗЕС, нели, после управниот одбор, еден виден професор вели, еве градоначалникот се гребе за друг мандат. Мислам, многу вулгарно кажано, не може кој се било кој да биде таму, тој ќе треба да овозможи да функционира локалната самоуправа. Ние треба да идеме надвор од сите наши политички рамки, од не знам етнички, од било какви наши калкулации. Важно е сега локалната самоуправа. Таа, значи, е надвор од етничките, надвор од политичките, од политичките граници. Значи, најдобро, впрочем, единствено можно решение е широк консензус. Прво, за промена на изборниот законник, за промена на терминот за одржување на локалните избори, потоа широк консензус за избора за измена на законот за локална самоуправа, за продолжување на мандатот и на советите. Бидејќи вие сте врзани, не можете да функционирате градоначалници без совет и обратно. Така, тоа е единствено можно решение во парламентот, што треба да се случи понеделник, вторник, нареднава недела во секој случај. И во има и уште еден случај, се извинувам што е прекинувам. Она го спомнавте лек специјалист, или? Не, друго. Значи, доколку во понеделник не се донесе тоа, според законот за работни односи, оние градоначалници кои што дошле од, не знам, од некаде, може да се вратат таму. И секретарите, не ги спомнавме, секретарите на општините. Ама доколку се дојдени од онаму кај што биле државни службеници во некое министерство, во некои државни фондови и слично, тие во рок од 5 дена треба да се вратат таму. Ако не се вратат таму, си го губат работниот однос. И сега настанува еден вакуум. Ајде градоначалниците не се отпишани од централниот регистар, па не знам како тоа ќе се толкува кај работодавецот. Онаму кај што треба да се врати, пример, во некој министерство, во некој фонд. Ама секретарот кај него нема, тој му престанува автоматски за 5 дена и тој треба да замине. А секретарот е заменик градоначалник. Ја не знам зашто не се вика заменик градоначалник, се вика секретар, као некоја функција кој секретар каде. Али практично тој е заменик градоначалник со сите ингеренции кои што му се дадени од страната на градоначалникот. Извини, градоначалник, вие може да давате подобро објаснување, бидејќи имаше некои шпекулации или па не знам, може тако го толкуваат законот некои, сега да кажемо така, сега политички аналитичари, па професори по право, едно друго. Демек, градоначалниците креват малце повеќе, да кажемо така, ради себе и наводно сите тие функции други можат они едноставно само со едно полномоштво ќе ополномошуваат некого и ќе па не е тоа вистина, треба да се објасни честно, да бидеме честни и одговорни при нашите изјави. Не може така. Јас значи да сега да давам да го ополномошувам некого тамо и он ќе потпише уместо мене. Тоа исто како полномоштво да ви дал умрен човек, на тој датум умрен, така, после смртта важи ли полномоштво? Парламентарното мнозинство бара и очекува мандат од шефот на државата за формирање на влада. Вие, градоначалниците, со право барате и очекувате, велите да не се поврзуваат едната и другата работа? Зашто за решавање на овој проблем не е потребна влада. Потребен е парламент. Значи, овој проблем го разрешува парламентот со измена на законот. Втората работа што сакам да апелирам, ако не може да се договорат за датумот, тогаш треба да става дека мандатот на градоначалниците и на советниците важи до избор на нов совет и нов градоначалник и се разрешува. Кога ќе се договорат за избори, тогаш да не биде тоа камен на спотнување па да се одуговлекува непотребно да трпи локалната самоуправа. Дали ме разбирате? Дали мислите дека тактиката на СДСМ ќе беше иста ако има поголем број на градоначалници? Дали менува нешто ваквиот распоред на силите? Мислам дека е врзано со политичкиот, прво со политичкиот рейтинг, ако мислите на датумот на изборите, а второто мислам дека ако може уматно да се улови, да се улови. Дали вие во ВМРО сакате да го ефектуирате моменталната негативно расположение кон СДСМ во однос на она што веќе 2 месеци? Например, ние не го признаваме господинот Талат Џафери, нели? Избран на начин кој што го споруваме и така натаму и така натаму. Ама ако се работи сега за интерес на граѓаните на Република Македонија, ние не може да не седнеме со Талат Џафери, не може да не седнеме да не се договориме. Дали ме сваќате? Значи, се ставаме на страна, мора да седне за опрашање да се реши. И известно управен одбор многу јасно кажа и го упати писмото до председателот на парламентот. Да. Он е во централен регистар. Вие во централен регистар се запишани, значи ќе молиме свикате координација и донесете ги законите. Нас влада не ни треба да донесува нови закони. Ќе со значи пратеници од различни политички партии ќе се потпишат на тој закон, ќе го видат. При тоа,
ако биде парламентот, значи би требало да се одржат неколку седмици. Првата седница ќе треба да формираат да одредат број на комисии, вид и број на комисии. Откако ќе се одредат тие комисии, на втора седница се прави пауза, тие комисии персонално се пополнуваат. Значи со од политичките партии со пратеници. Откако тие ќе се формираат комисиите, го разгледуваат законот на комисијата и третата средба на парламентот во кој што ќе се изгласа тој закон. Сето тоа може да заврши во еден ден. Помалку од 12 сати. И не мора сите комисии да се формираат. Нека се формираат комисиите кои што се за овој закон надлежни. Законодавна, правна, политичка, за политички системи, не знам, можеби и за локална самоуправа, не знам. Прашање, Кусове, молам, лично до вас, ќе се кандидирате ли за нов мандат? Трајановски прво, вие, Јакимовски, па Јазити завршуваме. Добро, јас планирам да се кандидирам за следниот мандат. Еве веста на дебатата. Значи, доколку најдеме во нормално, ние сме партиски луѓе, доколку во партијата најдеме консензус, ќе се кандидирам. Имате со што да се пофалите, имате со што да побарате уште еден мандат пред Скопје? Видите се, нема јас колку и да зборувам, ќе биде непотребно, зборуваат она што си го направил. Граѓаните гледаат. Кои се клучните проекти со кои се гордеете во овој последен актуелен мандат? Видите, има повеќе проекти со кои што можеме да ги наброиме. Јас не би сакал сега тука да правам кампања по сето ова. Ние континуирано овие 8 години го менуваме ликот на градот Скопје од многу аспекти кои што се во надлежност на локалната самоуправа. Земете само комунална хигиена имаше 5 камиони, сега има 100 камиони, се собираше само во централното подрачје, сега се собира и во неодалеченото село. Јавното предпријатие значи сообраќајно предпријатие кое што беше во долгови, кое што немаше автобуси, владата благодариме што ни купи автобуси, ние ги вклучивме и приватните превозници, така да сега можете вие со електронска картичка да платите со мобилен телефон. По Скопје да го правите тоа. Секој автобус автоматски се прати. Паркови зеленило, вие знаете, гледате дека имаме повеќе од 300.000 метри квадратни нови парковски зеленило. Значи, огромен број на дрвја, значи кои се насадени по булеварите. И паркови кои што паркот да го спомена овој што е во аеродром, кој што е 100.000 метри квадратни, само тој парк, кој што е практично големината колку првиот дел на паркот на градскиот парк. Булевари кои што се проширени. Така да има повеќе работи. Исто така се гордам и со велосипедските патеки се гордам. Ние добивме награда за трет, значи градот Скопје е трет град во Европа по мобилност во 2016 година. Да, награда примивте во Брисел? Примивме награда од министерот за транспорт и врски на Европската унија. Тоа се 4 рути во кои што граѓаните гледаме да им овозможиме што повеќе да се возат со велосипеди и со друг алтернативен превоз отколку да ги возат своите автомобили. Господин Јакимовски, вие? Прво сакам да кажам дека оваа генерација на градоначалници во Скопје, не зборам само за градоначалникот на Скопје, тука сум јас и други градоначалници кои што има повеќе мандати, дадоа многу за градот Скопје и очигледно дека за овие 8 години градот навистина е многу поразличен од пред 8 години. Што се однесува до мене лично и до Карпош, имаме дадени големи ветувања на граѓаните, најголем дел од тие ветувања и се остварени. По анкетите што ги имаме кажуваат дека граѓаните се задоволни од тоа што досега сме го работеле и тоа ни дава за право да побараме и следен мандат од граѓаните на општина Карпош. Господин Пајазити? Па, спрема делата, спрема рейтингот, спрема тоа што граѓаните го очекуваат, бидејќи се задоволни до сегашното работење и верувајте дека секој ден, бидејќи во помалите општини полесна е комуникација градоначалник со граѓаните и во секој ќоше, значи во кафуле едно друго, тоа прво прашање што, дали ќе се кандидират. Гледам дека они се ја барат да се кандидирам. Јас сум, значи, за да се кандидирам, пак зависи од многу други околности, зависи како ќе се одвиват работите до новите избори, па зависи од многу фактори други, меѓутоа спрема сегашниот рейтинг, према сработеното, према она задоволството што се гледа кај граѓаните, мислам дека имам и право морално да барам уште еден мандат. Господа, ви благодарам за учеството. Ви пожелувам прво да најдете решение за овој вакуум проблем.
да се најде политички консензус, да се продолжи мандатот до изборите, а потоа ако добиете уште еден мандат да имате време во нетурбулентни услови некако овие 2 години да работите во помирни услови, да се фокусирате на она што ви е во рамките на вашите надлежности. Почитувани гледачи, вам ви благодарам на вниманието со кое не следевте и довидување.